Многу добро знае да се расфрла со тупани и циклоци и да тепа млади фудбалери, но не говори доволно добро македонски јазик за да разбере за што го обвинуваат. Тоа е причината што денеска мораше да се одложи судењето на 43-годишниот родител од Скопје, кој физички нападна двајца малолетни фудбалери на надпреварот меѓу клубовите Брегалница и Шкупи, што се одржа минатиот месец на спортското игралиште Белобрадо во Штип. На денешната прва главна расправа одбраната на обвинетиот побара симултан превод во текот на судскиот процес, како и превод на обвинителниот предлог, со образложение дека не говори добро македонски јазик и во целост не го разбира обвинителниот акт. Од наша страна се побара да се исполнат тие услови, посебно во делот на преводот на обвинителниот предлог кој што е доставен до Штип до судот, со цел да може да постапува судот на мајчиниот јазик на обвинетиот. Тоа секако судот го прифати. Од наша страна се доставени и листа на докази со многобројни сведоци. За разлика од него, адвокатот на натепаните малолетници тврди дека одбраната на обвинетиот тепач немаат никакви докази, со кои би го оспориле фактот дека 43-годишниот маж ги натепал младите фудбалери. Одбраната достави листа на докази, меѓутоа истите се однесуваат на имотна и здравствена состојба на обвинетиот. Така што нема докази барем во оваа фаза со кои што ќе ги побијат наводите на обвинениот. Основното јавно обвинителство покрена обвинителен предлог против 43-годишниот маж од Скопје за кривично дело насилство, што се случи на 24 август на фудбалски надпревар меѓу Башкими и Брегалница во Штип. Инцидентот настана откако судијата поради прекршок додели жолт картон, со што одигра го исклучи синот на обвинетиот. Незадоволен од одлуката на судијата, на спортскиот терен првин физички се пресмета синот, а потоа и таткото. Двајцата фудбалери на Брегалница со скршен нос и повреди на ногата завршија во Штипската болница. Дисциплински мерки изрече и ФФМ. Судскиот процес почнува на 29 септември.